Хендикепираните и лицата со попречености предупредуваат дека ги немаат потребните услови за нормален живот во Македонија. Со големи проблеми во скоро секоја сфера од живењето се справуваат лицата со оштетен вид. Тие се жалат дека одлуките за нивните животни судбини ги креат луѓе кои воопшто не се засегнати и апсолутно не го поминале тешкиот пат низ кој минуваат тие. Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат е образовниот систем. Редовното образование за жал не може да им го понуди она што ним е потребно, а тоа е изучувањето на бројовото писмо, како нормално би функционирале во општеството. Ние немаме тифлолози во општеството. Прво на нашиот факултет за рехабилитација кој што сега моментално функционира во државата како институт и можам да кажам дека тој факултет не ги исполнува потребите на оваа категорија на лица со попречености. Еден од најгорливите проблеми со кои тие се соочуваат е наоѓањето работа, како би заработиле за екзистенција. И покрај попреченоста која што имаат, најголемиот дел од лицата со оштетен вид работат физички работи. Лицата со оштетен вид, нажал, послабо се застапени на пазарот на трудот. Можам да кажам. Најчесто имаме и ние лица со слаб вид, се застапени на пазарот на трудот, но нажал тие ги квалификуваат како физички работници. Што навистина за мен не е добро. Иако лицето да ме квалификувам да речеме да биде ПТТ струкар да работи на централа и понатамошна, тие повторно агенцијата за вработување или комисијата која што навистина е нерелевантна, повторно тие деца ги ставаат да работат физичка активност. Но не само целосно слепите и оние со оштетен вид се единствени кои немаат нормални услови за живот во државата. Со големи проблеми се соочуваат и другите хендикепирани лица, оние кои морат да се движат со помош на количка или друго помагало. Оние кои се соочуваат со оваа мака велат дека пред се е потребна инфраструктура за лицата со инвалидитет, за да може да се говори за нешто повеќе. Тие се жалат и на состојбите во здравствениот систем. Ако ние лицето не можеме да го извадиме од дома, тогаш не можеме да зборуваме за образование, не можеме да зборуваме за здравство и така натаму. Здравството исто е една болна точка за нас. Се помалку терапии дозволени на товарна фонд, многу мал избор, немаме методи за вежбање, големи трошкови се, за да им обезбедиме терапија, без тоа не може. Оливера Савевска вели дека има некакво раздвижување за подобрување на условите, но дека тоа е премалку и недоволно, дека државата мора повеќе да се погрижи за лицата со инвалидитет.